Значи, јас сум Јован Джалев, ја застапувам иницијативата на една Facebook страница која се вика Богдански бркулежи, која почна доста наивно и сега е расширена дури на негде 2800 луѓе. Иницијативата беше токму оваа, заштита од рудникот Казандол и стопирање на неговата работа. Ви кажав, тоа почна доста наивно, но се прошири до таа степен да веќе представуваме одредена сила во општина Богданци и праќаме порака преку Facebook страница до сите сегменти кои се овдека присутни на општина. Граѓаните се прилично загрижени, не само од Богданци, туку и од Валандово, иако имаше еден лош исход целата таа работа во Валандово засега. Меѓутоа ги тишти тоа што ќе се отвори во таква непосредна близина рудник за багар. Кој е вашиот став по тоа прашање? Што вас најмногу ве загрижува? Здравието, органското производство кое што се профилирало на овие простори? Точно така, значи грижата на граѓаните е голема, иако на почеток беа неинформирани, па и затоа дојде до овие куршлуси што се сега се појавуваат. Значи, Советна општина, тоа е градоначалничката наша, дала одлука, тоа е мислење дека рудникот нема да представува закана за општина Богданци и за другите општини, нормално. Но после една јака иницијатива се покажа дека тоа не е така. Сега, што не загрижува? Не загрижува ставот дека частичките кои ќе летат со прашината, дека подземните води, дека киселите дождови нема да бираат ни некој дали е ВМРО, ни СДСМ. Значи, новини ќе удираат по на нејакото, по младите, по старите и така натаму. Сардич, кои се носители на работите во рудникот Казандол, не убедуваат дека тоа било фантастично чисто, не убедуваат и од државата преку Липиткова, преку Делев, дека тоа е добро, дека ќе биде од економски аспект многу битно за овие 4 општини, но ние тоа не го сакаме. Нека не остават они да живееме колку треба и како треба. Сепак чистата средина и производството земјоделско овдека кое е чисто, сега за сега нормално, мора да останат такви. Значи нас не ни требаат ветувања за пари, за милиони. Ни треба чиста средина. Очекувате ли дека општината вечерва ќе го изгласа референдумот во општина Богданци, дека еден таков став ќе донесе Советот? Знаете, ова има малце предигра, условно кажено, од нашиот притиск од оваа страна, кој го направивме врз Советот, тоест врз поединци од Советот и врз председателите на политичките партии. Јас мислам дека 11 се на број, сите ќе застанат за иницијативата. Ја не можам да се начудам како во Валандова, на Советот, не знам колку беа, 6 или 7 беа воздржани. Они као да немаат став. А знаете кој нема став? Тој што не ги сака своите родители, што не ги сака своите деца, своите внуци. Тие немаат став. Ајде нека кажаат дека се за рудникот, нели? Ако има бенефит, сите да застанеме за тоа и да одиме. Да само еден човечки живот да изгубиме од тие работи што ќе ни се десат, од тие испарувања, кисели дождови, честици малигни и така натаму. Само еден живот да изгубиме, сите пари ни се за џабе. Имате ли намера и заедно со останатите општини да правите можеби притисок и на централно ниво, на ниво на држава, на влада, овие концесии да се повлечат, бидејќи такво нешто спомнаа во Валандово веќе дека проблемот мора да се дигне на повисоко ниво? Така е. Значи цел овој крај, почнувајќи од Гевгелија преку нас Богданци, Дојран, Валандово и Струмица, Василево, сите што се инволвирани, имаме веќе иницијатива која е во еден зародиш, сето тоа да се канализира како југо-источен регион и да делуваме на централната власт. Зошто? Затоа што ние сме еден крај кој покрива едно 200-250 илјади луѓе и кој претежно екзистира од земјоделие. И тоа со страшно добри перспективи за создавање брендови на тие земјоделски производи. Сега, сето тоа со овој рудник и другите кои се отвараат, како и Ловица, Башибоз и други, Кожув кој го потенцира, сето тоа ќе го наруши до степен на непрепознатливост. Ќе дојде до таа степен на загадување да сето пропадне. Сега, ако на државата не се битни овие 250-300 илјади кои екзистираат од земјоделие и сите предржни работи што се прикачени на тоа земјоделие, тогаш некој одлучи. Нека земе некој кој живее некаде и сега на некоја јахта брои милиони, нека земе уште 1-2 милиони. А што ќе пропадна 250 илјади, кој ги пита? На крај крајот нас не прашуваат само секои 4 години. Значи тога сме битни, а сега сме бројки.